Со 84 договори за земјоделско земјиште во државна сопственост од 250 хектари се здобија земјоделците од Овчеполието. Министерот за земјоделие Цветан Трипуновски денес го изврши доделувањето на истите и легализираше повик за веќе постоечки насади. Со овој процес се овозможува земјоделците да ги користат сите мерки кои што државата ги има на располагање, каде што адекватно и тие исто ќе имаат обврска спрема државата, истакна министерот. Денес сум овдека во Свети Николе, каде што практично ќе го закружиме процесот на јавните повици кои што беа објавени во минатото. За ваша информација, склучени се 967 договори на ниво на Република Македонија за површина од 2700 хектари. Овие јавни повици кои што во минатото беа објавени, 3 се однесува за закуп на земјоделско земјиште, слободно земјоделско земјиште во државна сопственост и еден повик беше за легализација на веќе постоечки долгогодишни насади. Практично со овој закружување на процес, сите земјоделци ќе имаат право да ги користат сите мерки од државата кои што ги има на располагање, од друга страна ќе си го имаат регулирани својот статус, односно ќе имаат обврски и према државата. Овдека во Свети Николе на ниво на подрачна единица се склучени 84 договори со површина од 250 хектари. Од почетокот на месец септември, Министерството за земјоделие ќе вклучи нов јавен повик за јавни огласи за преостанатото слободно државно земјиште, кое е планирано да се стави во функција за земјоделското производство, истакна Трипуновски. Она што сакам да го упатам како апел до земјоделците кои што ги следат вашите медиуми, дека во наредниот период, почетокот на месец септември, Министерството ќе распише јавни повици, јавни огласи за преостанатото слободно државно земјоделско земјиште, се со цел да го распределиме и да го ставиме во функција за земјоделско производство. Жалам што во минатото имало одредени злоупотреби кои што ние како министерство ги констатиравме изминатиот период, меѓутоа нашата интенција е да сето земјоделско земјиште кај вистинските земјоделци заврши и да истото се стави во функција да биде во процес на обработка, односно на производство. Исто така во теков на денешниот ден, овие 967 договори кои што се склучени на ниво на Македонија се веќе поделени по подрачните единици. Најголеми број на договори има во подрачната единица Свети Николе, Прилеп, Куманово, а останатите подрачни се сам помал број. Вработените на подрачните единици ќе ги контактираат веќе оние кои што ги добиле, односно им се одобрени апликациите, да може да во наредниот период ги стават во функција, односно да ги воведат во владение ова земјоделско земјиште. Градоначалникот на општина Свети Николе, Дејан Владев, истакна дека во ваквата ситуација ќе нема повеќе незадоволни земјоделци, а едногласно тоа го потврдуваат и земјоделците од овој крај. Конечно работите си доаѓаат на свое место, значи ќе немаме незадоволни земјоделци како што имаше порано и како и зборувам сега, имаме одлична соработка со министерот, а и со новиот директор на платежната агенција, така да Свети Николе има веќе со што да се пофали и мислам дека тековно ќе бидат решавани сите проблеми на земјоделците. Будучност за работа, за екзистенција, за такви работи. Благодарност на министерот на земјоделиеш. Да, мотивација за работа. Инаку, целта на ваквиот проект е да се стави во функција државното земјиште се со цел да се придонесе обостранен ефект, каде покрај што ќе се понуди производство, ќе има можност за добра заработувачка, имајќи во предвид дека земјоделците се најважен приоритет на социоекономската гранка.